прекинува ова пак. И текна е на песната на Цеки. Џабе живиш у Скопје, на што се надаш, друже мој, ништо више не е исто, ници ти истиот тој. Тоа е многу комплексна работа да се одговори на прашањето зошто више ништо не е исто, ниту ние сме истите тие што сме биле пред 40 години. Тоа е многу комплексна работа, сега треба да се занимаваат многу паметни луѓе. Ама ја вака ќе кажам. Нивото на кое што се наоѓаме денес во секоја смисла се должи според мене на две работи. Односот кон самите нас и односот кон сопствените вредности и наследството. Медиумите дигитални си го направија своето, демократичноста у наводници во нив, или што извира од нив во наводници, само им даде двојно проигрување или дупли пас, што би рекле фудбалерите, на сите клинички психијатриски случаи да излезат на површина и им го даде правото да им се чуе гласот, и тоа не е случајно, тоа е дел од големата игра на расчоечување на човекот, што се одвива сегде во светот, да се разбереме, не е само случајот кај нас, но кај нас тоа и тоа како доаѓа до израз, затоа што првиот момент кога бевме препуштени сами на себе, тоест кога се одделивме од една голема држава и почнавме да функционираме сами за себе. И тогаш сите излегоа на површина, сите наши, како да кажам, фрустрации, курназлаци, марифетлаци, сите наши умрази кон комшијата, кон не знам што, кон ближниот свој и така натаму, цело наше непочитување што го имаме прво кон себе, а после и кон околината, сето тоа си доби како да кажам, некој начин доби полна афирмација, сето најнегативно. И после се прашуваме зашто више не е ова исто, зашто више не е она исто, зашто више ова вака, зашто више не е као порано, зашто се смени. Океј, се смени, но работава е што кај нас се смени тоа радикално, тоа е отиде во својата спротивност. Така што наназад не знам колку време слушам зошто веќе Вардар не е Вардар, зошто македонска телевизија не е македонска телевизија, зошто ова не е ова, зошто не е вака како што беше пред 40-50 години, зошто ова, зошто она, зошто ова. А у меѓу време го гледаш Видиновски како шета по Македонијава, по Скопјево и околината и какви катастрофални сцени покажува. Последново му беше со Радуша, со она ѓубре, пазете, до изворот на вода од кој што се напојува цело Скопје, и тоа го прави Видиновски ни месец дена после она катастрофа во Гостивар со затруената вода од Вардар, која што влезе контаминираната вода, ја пуштија во водовод и доведе до тоа што доведе. И сега имате иста ситуација, имате сите овие работи што ги зборат, не е вака, не е онака, порано не можеше вака да се деси. Не можеше. Не можеше. Затоа што очигледно порано луѓето имале прво почит и одговорност кон самите себе и кон околината во која што живееле. Имало некои морални кодекси, некои етички кодекси постоеле. Дека не може ова вака да биде. Не е само финтата да се плюка и да се вика, ајде тоа како беше, тоа комуњарско време, тоа вамо, тоа тамо. Тоа комуњарско време имало закон и ред. Не си можел да правиш што сакаш. Баш заради ова. За да не им се даде на твоите најанимални инстинкти
нагони, потреби на твојата некултура базична да излезе на површина и таа да диктира темпо во општеството, па уште ако се најдеш со мнозинство такви, па да го преземете општеството. Она што се случува во Македонија по осамостојувањето. Не можеш да немаш однос кон собственото наследство, кон собствените, како да кажам, богатства, дали природни, дали културни, дали вакви, дали онакви. Читав сега некој интервју на коментаторот Зоран Михајлов за Вардар, каков бил кога тој бил тамо во управниот одбор на Вардар 84-5, кога Вардар играше во УЕФА, кога го елиминираше Динамо Букуреш, во тоа време една европска фудбалска велесила тим, па после онаа шампионска генерација како и каков е денес или изминативе 15 години, да не ме свати некој лично дека го напаја. Не е тоа дека тогаш имало, како да кажам, поквалитетни луѓе драстично поинакви од ова денес поуспеале тоа да го направат и така натаму. Не. Работата била што вистинските луѓе се биле ставани на вистински места. Имале еден друг мајндсет во глава или ментален склоп, дека работиме заедно за да направиме нешто квалитетно. Па затоа било сватено во тоа време дека Вардар е државен проект на Република Македонија во склопот на Југославија. Па сите работеле на тоа, тој клуб да досегне едно ниво на респект на југословенско ниво. Сите да го почитуваат. Па најдобрите од Македонија било некако природно да дојдат да играат во Вардарот, каде што после направиле светски меѓународни кариери и така натаму и така натаму. Она што ми пречи и сега, она што сакав да го кажам, и сега многу убаво кажува познатиот коментатор каков бил Вардар, каков е денес, дека ова не е тоа, дека е ова сепак еден вид на, да кажам, една тажна ситуација за македонскиот спорт, за Скопје, ништо еден Вардар функционира на едно такво ниво, итн. Имате на многу места таа комуњарска будала најде да збори, СДС, не знам што го, трт-мрт. Јас стварно не знам дали е Михајлов, коментаторот, дали е СДС, дали ова, дали она. Се работи за една базичен однос на почит кон некој што остел белек во една епоха во спортското новинарство. И кој што е во пензија не знам колку години. И што, фала Богу, уште е жив. Дури треба да кажеме фала Богу што уште е жив, па уште може да пренесе од своите искуства што ги поминал низ кариерата. Значи, не можеш да си дозволиш на некој што направил 300 пати повеќе од тебе во животот, да си дозволиш да го ругаш, да го плюкаш, да го нарекуваш вака или онака. Без разлика дали е или не е. Сепак, таквите луѓе, дали бил спортски коментатор, дали бил пејач, дали бил глумец, дали бил писател, дали бил ова, дали бил она, треба да им покажеме должна почит затоа што една друга причина, затоа што се сведоци на едно друго време, сведоци на едни други околности во кои што многу работи функционирале на вистински начин и пред се треба да изразиме почит затоа што биологијата е немилосрдна, затоа што Зоран Михајлов ке го имаме можеби уште година, 2, дај Боже уште 10, но тоа е тоа. Ке си отиде еден човекот. И после, не е финтата после тоа да му правиме опела и не знам што и такве. Човек се почитува додека е жив. Ние нашите величини не ги почитуваме додека се живи. Кога ќе умре, тоа ќе биде 2-3 дена на Фейсбук и така натаму и тука се завршува. И после, ако е можно, сето негово наследство се забора у рок од 2 секунди. Пример според.
Така што секој треба да си процени, секој треба да си процени. Треба да си има однос кон се. На македонска телевизија читам, на ниско. На македонска телевизија имала пари, немала пари, некоја влада дошла и дала многу пари, друга помоц. Не функционира со години тоа. Не е лесно е да се каже телевизијата е работа на минатиот век, е феномен на минатиот век, дека е се... Ја мислам дека уште не е изумрена телевизијата и дека има еден посебен шмек и дека треба да искористи таа улога на појма неам, на едукатор, на медиум во вистинска смисла на збор. На толку ризници што има таа македонска телевизија, материјали, на толку уништени од негрижа, некој ќе каже поплава имало, тоа е негрижа. Но и она што им има до ден денес останат, они може чуда да прават, да имаат програма. И не само тоа, те може да имаат продукција. Не знам како е, уствари гледам како е поедини телевизии во регионот, порано што живеевме во една држава. Значи, не може македонска телевизија да нема своја продукција. Не може едноставно. Дури да има, да најде простор да ја таа своја ризница повторно да ја прикажува на гледачите. Оние силни научни филмови, документарни филмови пред 40-50 години, како да ви кажам, тие детски програми што само делумно некој даваат и така натаму и така, небитно. Значи може и тоа на како добар начин да биде искористено, затоа што има основа огромна, има темели. Не знам што е правено тамо изминативе декади, години, не знам како да кажам. Но малце да се мрдне со прст, повторно може да ја вратат незината вистинска функција, улогата што имаше, барем до негде. Не може да ја вратат кој што било пред 50 години, апсолутно, но барем до негде да се постави на нозе, да се врати функцијата што треба да има како медиум. И да збориме сега, пошто фативме и со спорди со тоа и главното прашање, и сега го зборев со еден тениски тренер пред 2-3 дена, како тоа останативе републики од бивша Југ која се разделувавме, успеа да го пресликаат системот на правење на спортски величини, на врвен спорт, системот на создавање на врвни спортисти, само кај нас е тоа, ние го напуштивме, тој систем. И кај нас е сето тоа стихија, ќе се појави еден Горан Пандев на 30 години, ќе се појави појма неам некој кошаркар, појма неам ете како Антич, како Врбица да кажеме, еднаш у 30 години. Ке се појави ракометар као Кире еднаш у 30. Стихија. Ти немаш некоја корист од тоа. Секој до негде успеа да зачува некој, види, не е, што вика Цеки описна, ништо не е кој што беше. Ниту фудбалски клуб Звезда е кој што беше, ниту Партизан, ниту Динамо, ниту Хајдук, ниту појма неам Сараево, Железничар, ниту ова Словенија, Олимпија, Марибор. Но сепак негде овие клубови горе-доле се појавуваат редовно во тие меѓународни формати на надпреварување, па ќе стигне до трето коло, второ коло, па ќе влезе у Лига на шампиони, у групи, па не... Значи, не може да бидат она што биле пред 50 години со таков буџет, но нешто тука се гледа. Да не зборам за кошарката што и со другиве некои спортови што е на едно многу повисоко ниво.
додека кај нас кошарка не исчезна од мапата на спортови, како да ви кажам. Ја не знам дали се игра уопште тоа. Никој игра, никак. Ништо за репрезентација, више ништо не можеме да слушнем. Ќе каже некој закон за спорт од други земји, не знам што, кај нас му вика на спонзорот, ке го плаќаш клубов, што сака, дано ке си плаќаш, не знам како и да ти работи. Но знам дека не функционира. Кога нешто не функционира, го минувам. Исто сега со некој филмаджи од светот на филмот правев муавет, тоа агенција за филм, вика, не ги читаа сценаријата, све така иде на ало, па после кој ќе добиеш, ако побараш образложение зашо филмот не ти добил парични средства кои се побарани, она, вика, copy-paste, на почеток ти го пишале филмот, дека е одбиен, а после понатака у образложението доаѓаат други наслови. Филмов што ти е твој и добива други наслови. Пошто забораиле тоа copy-paste, ама го акнале, забораиле да го прешкртаат, да го избришат, да го стават имево на филмов за кој што продуцентот прашува или режисерот прашува зашо му е одбиен. Чудеси, едните исти добиваат пари за снимање, сакате филм да имаме? Нема да имаме. Ставаат таму у комисија, у агенција, луѓе што не ги читаа сценаријата, затоа што им се небитни, затоа што некој друг се јавува и кажува што кој треба да добие, што треба да добие. Да се пријави што ја му кажав баш на еден продуцент која правевме. Ја викам, не знам како имате мотивација да пријавувате филмот. И како имате мотивација од кој ќе ви е одбиен филмот, а да не ви кажам колку се тоа мали пари у однос на филмот што имал побарувачка за буџет за да се заврши, ова се петина помалце. И тоа не е добиено. И викам, не знам како имате мотив уопште да барате образложение од нив. Какво образложение? Зашо да барам образложение? И после ќе гледав некој штипјан ставо, имал преку 15.000 филма гледано до сега у живот, ги запишува секој филм што ќе го гледа, пишува режисер, пишува глумци и вика ми се свиѓаат американски, сум гледал германски, италијански, француски филмови, посовремени, постари. Ја сега истото го правев тоа пред неколку дена. Не знам што ме фати така. Изгледав неколку филма од златните години на италијанскиот филм, од Антониони, од Фелини, од Виторио де Сика, од овој, кажи го, овој Пазолини. Луѓе, како да ви кажам, ни ефекти, ни курац, ни палац, ни Холивуд, ни Боливуд. Приказ на зел режисеров ја раскажал дали на надреален начин, дали на толку откачено, толку минималистички, али зачудно, таква игра со камера, такви кадри, такви сулуди ситуации, а наизглед све нормално. Тоа е Антониони, тоа е Фелини. Јеботе Бог, што направивме ние реално да кажеме у филм последниве 30 години? Што направивме? Играм филм, да земеш обична приказна да раскажеш. Не е тука муабетот како ја прикажуваат Македонија, наши режисери филмови, како Вукојебина, како ова, како она. Тоа не е битно. Тоа не е битно, тоа е авторско право, слобода, кој дел, што сака да каже со приказната, у кој амбиент му се случува приказната, у која епоха, у која доба му се случува приказната. Тоа е небитно. Да бе обична приказна, раскажи се на интересен начин. Со добри глумци да се работи профи, па таа агенција за филм не мора да дава пари за 100 филма. Нека се соберат, нека одберат сценарио. Тоа сценарио стварно да биде најдоброто од купот. Или 2 такви сценарија, сите пари да отидат на 2 такви сценарија, па да се направат супер екипи, па да се сними филм. Се е на мене, на тебе.
Сакате филм да имате, сакате кој бе успех по некој шклев фестивали негде по светов, доби награда од публика, кур се тресе у ладна вода. Шо сме снимиле ние нешто за да шо останало, шо можеш да го догледаш рецимо до крај. Со честни изузеци, нели, исклучоци. Ани не можеш да сними затоа што се во старт посредни работите, дрвото е во старт криво посадено. Зашто немало Вардар, зашто немало македонска телевизија, зашто нема филм, зашто нема ова, зашто нема врвен спорт, зашто немаме настап на светско првенство у фудбал, зашто... Како дијаме? Како дијаме кога сме прво неодговорни кон сами себе? Се однесуваме дилетантски кон све. За мене дима, за моите дима, за мојава екипа дима. Секташки све се делува. Тоа е све овде. Кога го немаш тоа од почеток всадено, тоа е све овде. Кога начинот на живот, сиромаштијата и сите други работи што идат со неа, кои ќе почнат да те менуваат од внатри, кои ќе те сменат овдега менталниот склоп, кои ќе ти го сменат, готово е. И ево те Бог. И искача информација оваа година 6000 или 5000 првачиња ќе има помалце од минатата година запишано. А минатата година може имало 3000 помалце од претходната. И секоја една година наредна има поише првачиња, има помалку запишани првачиња од претходната година. И сега сите тоа го интерпретираат на прва топка. Демек, семејствава се иселуваат, не е добро за живење, не е ова, немаат стандарци, го бараат спас од некаде далеку од Македонија, што е точно и што е легитимно и што е уште една работа точна, дека ова од секојаш биле печалбарски краишта, поднебието е печалбарско, на Балканот, не само во Македонија, во други земји, од секогаш, мислам, ако нешто било најдоходовно за македонциве, конкретно и за овие од народиве на Балканот, било печалбарството. Нонстоп они иделе на печалба негде. Ние имаме еден куп книги, драми на тема печалбари у Македонија. Секојаш се иселувале, дали во Турско, дали после кажи го во време на крал Александар, кажи го времето на Тито, која ги отвори границите тамо 70 година, масовно иселување беше. Ниеден не се врати. Затоа што ова е такво поднебје. Балкан, ова е проклитија на некој начин. Ова е смислено Балканот никогаш да не биде просперитетен, мирен и богат. Така е смислено, јеби ga, така го смислиле некои големи умови не знам каде. И сега ти место да направиш се, да се извлечеш од тој мајапсан круг на проклетија, ти прави све подлабоко да се заринеш у него. Секогаш имало тоа. И оке, ќе кажеш, има помалце првачиња. А никој не се прашува, зошто има помалце првачиња, а да не е причината економска ситуација, или не знам, овакво, дека уствари биолошки проблемот. Како ти, никој не го спомнува тоа дека можеби луѓето не ќе да прават деца? Никој не спомнува зошто помалце жените сакаат да раѓаат деца, зошто мажите се неспособни да се вадат од памет ако треба да направат дете или ако девојката им спомне сакам да се омажам, да имаме деца, зошто се вадат од памет и бегаат, што викаат Србине главом без обзира. Никој за тоа не се прашува. Никој не се прашува колку од тие млади луѓе се станати первертити уште од мали нозе, благодарение на технологијата, медиумите,
формите на индоктринација преку медиумите врз нив, колку од нив се бисексуалци, колку од нив не се гледаат како дел од традиционално семејство, фамилија, колку од нив не се гледаат дека воопшто треба да имаат деца, колку од нив мразат да имаат деца, колку од нив не можат да си дозволат да имаат луксус таков да имаат деца, затоа што бркаат кариера, затоа што се си има свое направено у нивната глава. Какви деца? Јас се имам кариера, бркам кариера, кој децата само ќе ме успори, а може и да загубам работа, затоа што и тоа се случува. До ден денес вие имате газди на компании или овие што вршат интервјуа, human resource manager или кадровски директори или овие што интервјуираат за работа, кај што има прашање меѓу другите прашања, дали планираш скоро да раѓаш? Деме како планираш, не очекувај тука да те вработиме. Ти треба да плаќа придонеси за за трудница утре, трудничко она, не дај Боже ако биде патолошка бременост, па да ја нема 9-10 месеци и плюс после тоа на работа, нели, од кој ќе се породи и така натаму. Од друга страна, овие екстремните феминистички, овие догми и идеологии го прават своето кај жената. Другите догми, материалистичките догми, тргнала таа у Дубај да се прави таратајка, она деца ќе ти прави. Нема време, бе. Колку има такви, знаете ли? Знаете ли колку има такви? Не само тука по светот, кај што нивните родители мислат дека иде тамо, дека работи у компанија за недвижнини или дека работи на аеродром некој. Кур мој работи тоа, иде курварлак работи. И обратно, мужи, исти курац. Све се сврте на глава. Види, мужите стана у моментов поголеми жигола и курви од жени. Има мужи се надаат на појница од цурата што ја тртат или од појма неам, некоја повозрасна жена, милфица ја тртат, очекува на докнада. И не мора да му биде, може некој ако него врсничка ја фатил, ја лже прво, јас работам вамо, работам тамо, како ќе ја фати? Искача дека, да фотка смала ми, барав покачуење, ама мене ќе ме бараат сегде, ја одма се нова работа ќе најдам. И умеѓу време цица девојка му, оваа му дава на појници, а овој ствари никад не ни работал. Све било лага, никад не работал, нигде. Каков отказ дање, какви бакрачи? Такви се муживе се останати. И сакаш од него одговорност за дете. Кој тој неке ништо да работи у животот, кој е дете? Болje да не добие идеја дете да прави. Дури и кејв да и направи на појнициве да му продолжа да му стига. Ама болje да не го направи тоа. И сакате вие зашто имало? Да, и заради економска ситуација, име заради ова ви гарантирам. Само што ова не може никој да го испита реално. Како се вика, емпириски да го потврди. Да рече, дај да видиме колку ова, зашто има помалце првачиња, дај од бројот процент на населението, колку ќе кажат дека не ги занимаат деца. И да кажат причината, и анонимно нека биде. Па тоа ако би добиле одговори на сите тие што ќе бидат анкетирани, еве, цела држава да анкетира. И доколку би добиле хипотетички искрени одговори, ние ќе се шокираме од одговорите. Кој знае што ќе прочитам, нели, хипотетички, под предпоставка дека секој искрено ќе одговори зошто не сака дете и причините за тоа. Дали ради тоа што му смета у кариера ќе му смета, дали ради тоа дека мрази деца, ради X трауми од детинство, дали ради тоа што живе раскалашен живот, дали е хомосексуалец, дали е појма неам первертит од некој тип, кај што фамилија не се гледа у фамилија и така, небитно. Не е само кажеше 1000 деца, ради тоа бега да... Пази, ова ми е тотално аполитичко обраќање.
А свртете се назад реално да гледаме, го кажав тоа. Значи овде, ние секогаш сме биле печалбарски народ. Печал, тоа од старо македонски печал, мака. Од мака, ипна печал, од печал, печалбари. Годике, и од 12 години, едниот дедо од 12 години отишол да печали у Букурешт, у пекара да работи. 13 години. Шо правиме муавет? Денес тоа се сведува у категорија на експлоатација на детска сила. Не смее да се вработуваат деца. 13 години заминал од Тетова у Букурешт. И да не зборам за некои други работи, тоа е... Ето. Човекот од секогаш има зла димензија во својот карактер. Но, од секогаш, секој човек го има таа нишка или семе на злото посејано во него. Секој човек на светот. Но работата е кога многу околности од надвор ќе натераат тоа семе да никне. Тоа семе да го преземе целиот организам кај поединецот, неговата душа, не. Тоа е зевано. А ние, мора да си признаеме, станавме многу позлобни отколку што бевме пред 40-50 години. Се ова што се случуваше последниве декади, нас не расчовечи. Сите негативни нагони ги извади на површина. Фактички, да се изразам теолошки, иако јас не сум верник, ние станавме народ без Бог. Лажни христијани имате многу, лажни верници. Колку од нив се честни, колку од нив се вистина богобојажливи, колку од нив се вистина милосрдни, колку од нив вистина веруваат во поимање, во љубовта Христова, во неговата жртва, во така натаму. Ние сме пакосни. Така, ќе земеш некој што 10 копија на тебе и ќе го плюкаш по Фейсбук. Ќе го маткаш ко крпа, нит го знаеш, ни го познаеш. Ниту па знаеш што све постигнал у животот. А ти го плукаш, го онадиш, го дифамираш, а ти самиот си никој ништо. Непозната. Анонимус тотален. Ништо не си направил у животот. И у некој случај што си го направил, си го остварил благодарение само на политичка партија, рецимо. И се ти си дозволуваш да плукаш по некој што оставил белек во една епоха во својата професија, но белек на едно време, белек на белек на. Не може така. Не може. И тука имате уште милион други коментари кои што го поддржуваат тоа. Тоа е најопасното, што гледате дека има следбеници таа една реторика на еден наратив на дифамација неправедна на некој човек, дали е новинар, дали е пејач, дали е глумец, дали е поима неам. Дифамација необјективна, тотално неправедна, имаш тука стотина коментари од разли луѓе кои што тоа го поддржуваат. Да, такове, да. Меморија на златна рибка, која има еден народ, тоа му е формула, рецепт
за само пропаѓање, за само убиство. Кој имаш меморија на златна рибка кон своето. Да бе, као вика Павлие, доđеше пиличи, поебаше квочке. Тоа е нашата логика на живење денес. Тоа е нашиот однос кон минатото. Најточно не опишува. Доđеше пиличи, поебаше квочке. Најточно не опишува. Не можеш ти да негираш се што било порано, бе. Не можеш ти да веруеш, да имаш фикс идеја, суманото идеја, делузија, дека животов почнал од тебе. Од ти кој си добил моќ, од ти кој си добил простор да се изразиш, од ти кој си добил власт, од ти кој си добил фотелја. Не можеш да размислиш дека од тебе почнал животот и дека тие пред тебе ништо не знаеле. Или дека биле глупи. Така се мешаат улогите, така се прави, како да ви кажам, балканска салата на хаос, на извртени вредности, на испајпузени кодекси етички, морални, све на глава превртено. Кога се нема почит кон оно што било позади, кога не се вртиш кон оно што било позади, чекај да видам како овие, зошто Вардар бил пред 50 години, пред 40 кусур, пред 40 години тоа што бил, зошто бил шампион на Југославија, во онаа моćна лига меѓу 5 најаки во Европа лиги, ти да бидеш шампион покрај една Звезда, Партизан, Динамо, Хајдук еден, што играше најмодерен фудбал европски, првиот тотален фудбал го играше Хајдук во Европа, каков Ајакс со Кројф бе. Хајдук со Томислав Ивич и со тие играчи у тоа време со Јерковиќ, со Шурјак, со Бране Облак, тој го играше тоталниот фудбал, затоа што тоа беа и такви играчи. Бране Облак, кој што у тоа време трчаше, ако е 90 минути таа утакмицата, тој 120 минути трча. Не може да го исклучат ни од кој ќе свирне крај судијава. И се меѓу тие клубови, кои што, пази, тој истиот Хајдук го играл тој модерен фудбал и во 80-ти, со Слишковиќ, со браќата Војовиќ. Со Гуделј, со Вулич. И ти го победуваш тој Хајдук, тој моќен Хајдук го победуваш у Скопје 1-0 и стануваш шампион на Југославија, а тој Хајдук ти диша во врат второ место. И ти го победуваш во Скопје пред пон стадион, што вика Михајлов. Од цела Македонија доаѓа, тоа беа реки возила, тоа беа реки луѓе по кеот на Вардар, и од страната на Ѓорчи, од страната на аеродром. Реки луѓе, кои што одеа на стадион, кои што ја живеа утакмицата, месец дена однапред се збореше, пред да почне. Хајдук доаѓа за 1 месец у Скопје, па тоа потражња побарувачка за карти, па тоа се бара карта повеше, па тапкароши ги продаваат картине, цена 3 пати поголема од реалната на каса. Скопје дишеше за фудбал, дишеше за други спортови, дишеше за уметност. Се одеше, имаше кино, се одеше на кино, ама се дава квалитетни филмови, се дава филмови од овие сега што ви ги зборам, од Вим Вендерс, од Бертолучи, од појма неам, Джим Джармуш, од појма неам, од тие постарите. Луѓето можеле да научат, ке гледаат еден добар филм, ке сватат многу ствари у него, еден Антониони да гледаш, еден појма неам, Фелини, многу југословенски режисери што беа светска класа, што зимаа кански награди, токму овие режисери им беа идоли на нив, репери за режија, за филм, за естетика. Овие доаѓаат сега и мислат дека никој не е доволно добар као нив. Бе, никој не е добар, бе, од сега, од мене почиња све. Тоа е една таква будалаштина, едно такво снижување на
човековите потенцијали на таков попус се стајани, да затоа цивилизацијава се наоѓа на ова ниво кај што се наоѓа денес. И да не збора Македонија. Тоа е тотална деградација на све што било вредно. И доаѓаат новите и ти кажуваат како било и како треба, тој вода у очи нема. Работи кои што не се исправа, да се разбереме, немам илузија дека допрва Светов ќе се исправи или ќе се врати на некои морални вредности каде што бил, тоа нема шанси. Освен ако не се случи некоја катаклизма огромна, нуклеарна, па после тоа народов некако да луѓево што ќе останат на земјава, малце од малце да почнат да се враќаат на себе, што се вика. Нема шанси иначе. Тоа е тоа. Само не се прашувате зошто. Зошто? Еве ви дел од причините. Сега ја да седнам анализа да правам или студија, кој знае уште што ќе ми текне или што ќе најдам и на какви работи ќе ми дојат у памет. Ама ова е една импровизација. Не може така. Но човечкото его е огромно. Како можам на некој што мисли дека нешто вреди, да му објасниш дека не смее да плука по ова, не смее да си дозволи да плука по ова, не смее да си дозволи да плука по она, не смее да си дозволи да плука по овој, не смее да си дозволи да плука по оној, а не смее да си дозволи затоа што не му е ниво. Кога ќе стигнеш на негово ниво, кога ќе направиш работи тој што ги направил животот, тогаш имаш право да му се обратиш и да му кажеш ти според мене не си добар. Или јас знам поише од тебе. А не можеш да му кажеш на некој што е 10.000 метра над тебе. Не можеш од позиција на Желка на орел да му кажеш како да лета. Не можеш. Не можеш. Ете, тоа. Да не го тупам, генерално кажав се што сега.